Добар ден, ученици! Денеска ќе ги разгледаме целобројните степени на бројот 10, односно степените на бројот 10 кога показателот е позитивен цел број и степените кога показателот на бројот 10 е негативен цел број. Па да започнеме, најпрвен да ги погледнеме степените на бројот 10, чиј показател е природен број, како броевите 1, 2, 3, 4 и така натаму, или позитивен цел број. 10 на прва знаеме дека тоа ни е 10. 10 на втора го пресметуваме како 10 помножено со 10, а тоа е 100. 10 на трета е 10 по 10 по 10, а тоа е 1000. 10 на четврта е кога десетката 4 пати ќе се појави како множител, а тоа е 10.000. Она што можеме да го забележиме е дека ако степеновиот показател е 1, тогаш во решението имаме 1 нула, декадна единица со 1 нула. Ако степеновиот показател е 2, тогаш во вредноста имаме декадна единица со 2 нули. Ако степеновиот показател е 3, имаме декадна единица со 3 нули. Ако степеновиот показател е 4, имаме декадна единица со 4 нули. Па ова овде што го забележуваме лесно може да ни помогне за да можеме да го запишеме степенот на бројот 10, па без разлика кој број да е тука, нели, како степенов показател. Сега да ги разгледаме степените на бројот 10, но кога показателот е негативен цел број. Например, како 10 на минус прва. Од порано знаеме дека ако имаме негативен показател, тогаш пременот се врши во позитивен показател со помош на дробка. Така 10 на минус прва е 1 врз 10 на прва, а тоа е 1 десетинка или 0,1, односно 0,1 десетинка. Согласно тоа, 10 на минус втора ќе ни биде 1 врз 100 или 0,1 стотинка. 10 на минус трета ќе ни биде 1 врз 10 на трета, тоа е 1 врз 1000 или 0,1 илјадинка или како што ние вообичаено си читаме 0,001. Еве го и 10 на минус четврта, согласно ова што досега го кажавме, тоа ќе биде 1 врз 10 на четврта, значи поминуваме на позитивен показател, потоа го ја пресметуваме вредноста на степенот 10 на четврта, па добиваме 1 врз 10.000 и на крајот добиваме дека ова е децималниот број 0,0001. Но што ќе се случи доколку степенот на бројот 10 е бројот 0? Показателот да биде 0. Значи се прашуваме колку е тоа 10 на нулти степен. Па по дефиниција, деца, 10 на нулти степен има вредност 1. Ова, впрочем, се однесува и за било кој друг број, а не само за бројот 10. Значи, било кој број на нулти степен има вредност 1. Па така и за десетката. Да повториме уште еднаш. 10 на прва е 10. 10 на минус прва е 1 врз 10. 10 на втора е 100. 10 на минус втора е 1 врз 100. 10 на трета е 1000. 10 на минус трета ќе биде 1 врз 1000. Значи, лесно е да ги поврземе и да ги запаметиме и сите овие дробки, што ги гледаме овде на крајот, кај степените на бројот 10 што имаат негативен показател, можеме да ги запишеме во вид, знаеме, на децимални броеви, како што и секоја дробка, нели, може да се запише како децимален број. Да продолжиме понатаму. Да се потсетиме првен како се множеше и делеше со 10, 100, 1000 и така натаму. Еве овде имаме примерче во кое што ни е покажано множење со бројот 10 и делење со бројот 10. Значи, во првиот случај вредноста на бројот 10 пати се зголемува, во вториот случај вредноста на бројот 10 пати се намалува. Така имаме еве уште неколку примерчиња. При множење и делење со 100, вредноста на бројот 100 пати се зголемува, при делење со 100, вредноста 100 пати се намалува. И децимални броеви, ако имаме повторно, значи ја имаме истата ситуација. Ако множиме со 10, гледаме дека вредноста на бројот 10 пати се зголемува,
Ако поделиме на 10, вредноста на бројот 10 пати се намалува. И имаме примерче каде што ни е дадено множење и делење со 100 и забележуваме дека вредноста на бројот при множењето со 100 пати се зголемува, се извинувам, а при делењето со 100 таа вредност 100 пати се намалува. Но сега ќе се прашаме дали истото ова ќе се случува и кога множиме и делиме со 0,1, 0,01, односно кога множиме и делиме со степените на бројот 10 кои што имаат негативен показател. Бидејќи знаеме дека 0,1 ни беше нели 10 на минус 1, а 0,01 ни е 10 на минус 2. Да видиме што ќе се случува тогаш. 34 помножено со 0,1, ќе го запишеме 0,1 како дробка и ќе добиеме 34 по 1 врз 10. Тоа би било 34 по 1, па поделено со 10. И гледаме дека на крајот добиваме 34 да го делиме на 10, односно 3,4. Значи имавме бројот 34, да го помножиме со 0,1. На крајот излезе бројот 34 да го поделиме на 10. Односно забележуваме дека вредноста на бројот кога множевме со 0,1, наместо да се зголеми, таа се намали 10 пати. Да разгледаме уште едно примерче во кое што ќе имаме множење со 0,01, односно тоа е 10 на минус 2. И да видиме сега што ќе се случи. Повторно ќе ги тераме сите чекори по ред, најпрви децималниот број ќе го запишеме како дробка 1 врз 100, потоа 2,6 го множиме по 1 па го делиме на 100 и што добиваме? Множењето со 0,01, значи кога множевме со 0,01, добивме 0,026, но добивме број кој што е 100 пати помал од предходниот, односно од првиот број на почетокот. Значи множењето со 0,01, односно со 10 на минус 2, беше исто како и делењето со 100, односно како и делење со 10 на 2. Односно вредноста на бројот 100 пати се намали. И сега овде имаме повторно примерче, но во ова примерче сега ќе разгледуваме делење со 0,1 и делење со 0,01. Ајде да го видиме првото. Забележуваме 58 делено со 0,1. Си одиме со ред како што се дели, нели, цел број со дробка, 58 делено со 1 врз 10. Тоа е како 58 по 10 врз 1, нели, множиме со реципрочната вредност на дробката, бидејќи така се делеше, нели, со дробка. И сега 58 по 10 делено на 1, односно добиваме 580. Што може да приметиме? Делењето со 0,1, односно со 10 на минус 1, е исто што и множењето со 10, односно со 10 на 1. Затоа вредноста на бројот 10 пати се зголеми. Имавме делено, но вредноста на бројот се зголеми. Тоа е од причини што делиме со број кој што е помал од едно цело, односно со степен на бројот 10 кој што има негативен показател. И имаме уште едно такво примерче еве за делење со 0,01 и веќе претпоставувате дека делењето со 0,01, односно со 10 на минус 2, ќе биде исто како и множењето со 10 на 2, еве, со 100. И затоа вредноста на бројот се зголеми 100 пати. Еве уште еднаш со стрелките укажуваме за да се запамети ова. Множење со 0,1 е како делено на 10, а множење со 0,01 е како делено со 100. Делено со 0,1 е како множење со 10. Па да видиме сега 57 по 10 на трета. Тоа ќе биде 57 по 1000 или ќе биде 57 илјади.
Значи, она што може да го забележиме е, овде множиме со степен на бројот 10 кој што има позитивен показател, значи вредноста на бројот се зголемува 1000 пати. Ако имаме 2,46 по 10 на минус 2, што ќе се случи, значи имаме степен на бројот 10 со негативен показател, според она што претходно го кажавме, овде би требало да очекуваме намалување на вредноста на бројот 2,46 и тоа за 100 пати. Ајде да погледнеме 2,46 по 0,01, тоа е 2,46 поделено на 100 и точно добиваме 0,0246. Да разгледаме сега примерче каде што имаме делење на степен на бројот 10 со позитивен показател. 12,4 поделено со 10 на четврта, односно 12,4 делено со 10.000 ни дава број кој што е 10.000 пати намален. Но ако имаме 2,42 делено на минус трета, значи делиме со степен на бројот 10 кој што има негативен показател, сега би требало да очекуваме зголемување на вредноста на бројот 2,42, заради тоа што делењето со 10 на минус трета ќе биде како множење со 10 на трета. И сега добиваме, значи, токму зголемување на вредноста 2,42 на 2420, односно 1000 пати зголемување. Се надевам дека не ви беше тешко и дека успешно ја совладавме и оваа наставна содржина. Ви благодарам за вашето внимание.